Во општина Илинден денес свечено беше пуштено во употреба новото модуларно училиште. На свечената церемонија, покрај градоначалникот на општината Жика Стојановски, присутни беа министерот за образование и наука Панче Кралев, амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија Ален Брајан Берган, како и градоначалници од други општини и пратеници од Македонското собрание. Градоначалникот Стојановски рече дека тие како општина се срекни што за само 8 месеци успеале општина Илинден да добие прекрасен капитален објект. Модуларното училиште представува високо енергетско ефикасен објект со иновативен пристап и воведени нови технологии и еколошки материјали, грејење и ладење со алтернативни извори на енергија, со искористување на топлинската енергија од подземните води. Новото училиште со оптимален капацитет од 420 ученици во една смена има површина од 2300 метри квадратни, 14 училници, 8 кабинети, кабинет за наставници, кујна со трпезарија, училишен двор од 6500 метри квадратни, компјутер за секое дете, училиште со обезбеден пристап на бежичен интернет. Стојановски истакна дека ова инвестиција чини точно 1,5 милион евра, од кои 1 милион евра се од буџетот на општината, а останатите 500 се грант од владата на Република Словенија. Министерот за образование и наука Панче Кралев го поздрави пуштањето во употреба на модуларното училиште и рече дека овој објект е доказ кој сведочи за успешноста на општината Илинден. Нема потреба повеќе од истурени паралелки во градинката. Створени се услови за средно образование и во иднина дел од средношколците нема да има потреба да патуваат во средните училишта во некои од другите населби во градот Скопје. Местоположбата на училиштето е исто така од големо значење. Тука во близина и спортска сала, тениски игралишта, повеќе рекреативни содржини, градинка и сето тоа формира еден образовен спортски центар Илинден Марино. Одличен комплекс кој на многу млади генерации ќе им понуди едукација, образование, спорт и рекреација. Министерот Кралев рече дека му е драго што можеле да помогнат во изградба на овој проект заедно со владата на Република Словенија.